Здраво, живо поздрав од ресторан Куманово СПА. Ете, полог дојдемо до јубилејно 150-ту емисију за Куманово, за наш град. Преку искази на наши соговорници, кажуе го историја како се живеало порано, едно убаво, квалитетно време и полог дојдемо до еден голем јубилеј и надам се дека ќе продолжиме и Ке продолжиме Кумановски. ја пред да почнам да кажувам, ми овој емисија го правиме скоро 4 години, работаме доста тешки услови, беше голема пандемија на корона, с луѓе разговараме, ја и Неша камераман, заедно го правиме емисију. Стварно, наљудски напори давамо, али луѓе се одзовава, гостувава и ете, полак например овој циклус. Тоа е од моја страна и се посеќа на почеток да ни кажете, ви кажете тачно на наши кумановци, каде сте ви родени? Родена съм у Куманово, на улицу Тане Георгиев, 15. Иначе тај улица е позната како Циганско сокаче. Многу интересна улица, многу убави спомени од детство. Може заради тоа што грижите биле оставени на стари, а ние на игра и сме имале доволно време заради тоа што мислам, јас се извинувам, реков по автоматизам, го користам македонскиот јазик. Куманово или циганска мала, реков, беше интересна мала. Имавме ромски семејства, имавме семејства од секаде. И не само за наша улица, туку и за цело Куманово беше карактеристично да семејствата се препознавав се по надимци. Ја потекнувам од занаечиско семејство, татко ми беше албатин, дедо ми беше самарџија. Во комшија има смо брашњари, има смо аџије, има смо филкови, има смо кубурци, има смо и главното кој се препознава смо. Беше можна жива улица, на времето немаше сообраќај и главно кад беше убаво време, сите активности некако беа сконцентрирани на улицу. Али посеќа, пошто сме сек зимски период, у ваше време сви кажуев дека у Куманово порано имало многу снег. И имаше. Ја како дете памту, за да може да искочиме на улицу, повозрасни правества тунели, и низ тунели се пробивасмо за да стигнемо тамо каде што треба. По улице имаше. Мислам, доста беа ладни, за разлику од последни зиме, каде што и не знаеме дали уопште е зима или не. Да, и санке, и снешковци сте правиле. Правиле смо санке, снешковци, со стопке смо се мавале. Тако да и так не е било интересно, иако време не е било убаво. Фала за овие прекрасни фотографии што ги донесесте овдека. Има многу раритетни слики. Ја би поставил до овој слика, ова е многу интересна слика од вашега дедо, а ви ќе ни го пишете ваш дедо прво какав е бија човек и што ја работае.
Едини тука, стоја с капу и с мустаке. Дедо ми беше многу мирен човек, беше домакин човек, еснаф. Самарџија беше и многу сакаше да се дружи. Посебно беше внимателен или пажлив, да речу, с унуци. Кога ќе се собере сме, он ни раскажуваше приказки, беше многу добар кувар. Беше многу добар кувар. Баба ми, за жал, умрела е млада многу. За време на бомбардирање на Софију, татко ми е бил у Софију мобилизиран. И кад била бомбардирана Софија, вика довдека се гледало, светло од бесот. И од секирацију, она после починала. Дедо ми се е преженија. Баба ми, ја го сметам за бабу, затоа што само за њом знам. Стојна е била од фамилија Наморски. Иначе и она не е делила од њојни унуци. Исто се е понашала, исто пажлива е била, исто не е и плела, и све е правила за нас, како што е правила за њојни. Дедо ти како се вика е? Дедо ми е Петре Лазарски. Може да кажеш куде е оваа слика тачно при? Ова е слика позади Кристал, таму имаше он дуќан, позади Кристал имаше ниски кепенци, ниски куќички, и таму имаше он дуќан, и тоа збрале се валда еснаф и голема група на луѓе. Тоа е било карактеристично, не се имале други забави. Сега идемо с нову слику. У тоа време Куманово е имало и чезо. Па немаше кола по улице, а татко ми беше албатин, на Албатин. Имаше чезо и има смо кобилу Лило. Кобила Лила. И за нас деца посебно беше интересен момент кад славества Албати, а слава на Албати беше Свети Илија. И за Свети Илију обично насабеле ке се дотерасмо, ке се качимо од чезу и до Рашац, у манастир каде што се празнуеше Свети Илија, ке поемо, а тамо ке се после општ собир, се создаваше и поеше се, играше се и така. Тој ми останало сеќавање. Кој е облека на слику? На слику е тој татко ми и други не ги познавам. Да. Добро. Ми сме ги потредиле слике и мора да бидеме пажливи. Систематски. Ова е татко ми на улицу Моше Пијаде, па ми се чини тој он има и работилницу, а по све изгледа тој еден дел што е останај од Моше Пијаде стар, туј му е била работилница на татка ми. После работилница го помести доле исто на Моше Пијаде, куде што се двои пут сега за спортско сало. Татко ти како се вика е? Предраг. А мајка? Благојка. Еве да ги спомнеме нима во прилику. Да. Исто, многу внимателен татко, многу добар татко. Мајка што е работала, професорке? Мајка ми, ако е имала можност по експанзiju, да речемо индустријско у Куманово да се вработи, заради тој што татко ми е бие албатин, претежно е бие по села, а 61 година се вработува у Југ Турист како кондуктер. Исто и тај работа, не дозволува многу дома да биде со семејство. И мајка ми не е прифатила да работи у некој фабрику и останала дома да се грижи за семејство, за деца и за куќу. Ево нова слика убава. Кажете иначе... Ово е мајка ми, од овој страна е мајка ми. Иначе ово е слика у Скачковци, каде што се она родила, дедо ми е бие на службу. Он е бие испратен на службу. Иначе учесник у Прву светску војну, 12-13 година исто учествува у војну. После Солунски фронт, учесник на Солунски фронт, иде у Францију, каде што ранети биле однесени, после тој се враќа на служба од Белград е испратен у Македонија, а 23 година тражи да искочи од службу и 11 година е председател на општина Рашец. Сега, ваш татко бие ли учесник у рат у други светски? Бие татко ми. Прво е бие мобилизиран у бугарско војско, а после е бие у партизани. Сега за тој дел
Многу и не знам, само знам пуно пут ни е кажуваја за некој случку со Апостолскога, како биле таки мало многу и вода, многу и Вардар бие надојдан, а они со чамаци вика од вас нас смо живи, мислам. Знам дека е бие, ама и он некако истеруеше цел живот правду и кад бие очевидец у касапницу на времето, туја на некој такој неправду по тезгу, кад почнале да дават на некој место, на некој не, татко ми фрли книжку и скочи од комунисти. Да. Ева нова фотографија, ово е автобус градски, да го кажем, у тоа време. Да. Ово е прилike 60 година, да. Да, 60 годину. Он е вработен у Југ Турист како кондуктор, иначе Југ Турист тога беше огромно предпријатие, гигант. И нема само локални релации. А татко ми иде Сванишка бања, Врањска бања, Соко бања, Босилијград идесва. Тако и да имале смо прилику со njega пуно пути нас да не одведе, за да, како деца, да се прошетам. Колку сте биле ви деца? Ми смо биле 3 деца. 3, да. Еднога брата и едну сестру и јас сам била средно дете. Добро. Ово знаеш кои се овие луѓе, не ги знае? Ово е, кажи га шофер, Благе се викаше, по надимак, горе на куде парк седи, Лиман. Лиманци ги викасва, Лиман, да, Лиманац. Овој друг, не знам кој. Добро. Тој беше... Кажамо дека Југ Турист е била успешна фирма. Да. Еве, убава слика у природа негде. Да, на киселу воду. Обично за празници иде смо на киселу воду или на споменик. Овој су татко ми, мајка ми, ја малата со Стопко е сестра ми и овој од друга страна ми е моја верна другарка, за жал покојна сега, Славјанка. Да, она вика жасне живи у Бор живеа. Она цел живот го проведе у Бор. Технологију заврши, иначе и моја професија не суде на технолошки факултет. Ја пред да иду на факултет да се запишу, с њум се договарамо ке идемо на технолошки факултет, али вечер што го сретнувам мојага пораношнога класнога од гимназију, Младен Младенов, и ми вика, Славице, што ќе студираш? Викам, па сакам на технологија. А вика, што не си отидеш ти на хемију, па ако не можеш да работиш у лабораторију, ќе работиш ко професор. И некако да ми го предвиде судбина. Така и да, ова е исто татко ми и мајка ми. Иначе постојано заедно. После кад бидна он кондуктор, а работан век го заврши како билетар, он ја бие постојано с нас. И за наше семејство може да кажу што е карактеристично, еве и сега некако го покушавам тој традиција да го и у наше, у моје семејство, каде нас сви заедно смо се собирале, мислу, кад смо ручале, колку смо могале, кој бија туја. Иначе, ако нешто се купеше, нешто за едење, за било што, а некој од семејство не е дома, обавезно се оставljало за другога. Што и да е овошје, благо, сладко, мислу, што и да е било, обавезно се оставljало. И постојќи у тоа време имало таа традиција, фамилија мора да се не настава да руча заеднички. Тоа е било некој кодекс на, да кажу, на сваку фамилија. Дојде татко од работу, ручек, мора сви да се на стал и за разлика од сега е друго време, повеќе телефони. Од нас зависи што ќе негуемо како семејна вредност. Ја исто труду се кад можемо, обавезно сви да бидемо заедно, ако не за викенд, субота и неделја, мислу. Да се осети топлина на дом. Мислу, и тој многу значи. Тој многу значи и на генерација што се ствара, и на генерација кој следи, тако и да некои вредности мора да ги понесе од семејство. Да. Пуно су прошли овој емисија со говорници, и постари од вас, и вика, ја ga прашувам, викам, како е семеја ручек, како иде, и он вика, најтешко ми е, најкриво ми е, кога ќе дојде внуци да ги виду, да седнемо на стол, да ручемо, да се гледамо у очи, он игра в телефони, и на крај вика изнервирава га дедо, вика, и он ги каже телефони у ходник и за ручек. За жал такво време, да. Еве ова е убава слика. Овдека сам ја и брат ми и братучет еден.
Добро. Иначе тоа е сликано у Скачковци. Да кажу дека фамилија на мајко му Скачковци е било до 60 години. После 60 години се сели, цела фамилија се сели у Куршумлију. Иначе дедо ми е Перович од многу голема лоза на семејство, која има семено стебло 500 години старо. Ама у тој стебло... Тоа е црногорско збори. Црногорско, да. Ама само мушки се пишува во овај. Просто ќе вистав дека на слику? Не, сестра ми е тоа. Сестра ми е, да. Сестра ми на споменик, иначе тоа е моја ручна работа. Знаеш, може многу малку, помалку има смо него ли данаске деца, ама знаесмо да се снаваѓам. Ја од втору годину гимназију шију. Тетка ми учителка беше од Прилеп и она, кога ќе дојдеше летно време, она ме научи по бурду да шију. И имаше ефтини материјали, ќе купимо и увек смо биле дотерани. Тако да јас сум шила до капути, до костими, мантили. И како студент, и како гимназијалка, трудиле смо се да бидемо у Тексас трендови, да кажемо, а и добро облечени. Мајка ми исто е била мощна и вешта жена, многу убаво месеше. Мои колешки, кога ќе ме сретне на генерацијски средбе, и ќе кажев, леп на мајку ти не може да ga забравим. Мама месеше, увеќе, иако не ишла на работу, гледаше свилени бубе, па свилу, од свилу еклуе, па штрикаше. Па штрикаше, продава смо, јас сам продавала по трукераи, после везеше на машину. Тако да никад не се оставила само на лични примања од татка ми. Мислу, заедно су работале за добро на фамилија. И сигурно е прило добро за Јанче мајка. Многу добро, а за среќу наследила сам ga ја тој. Да. Мислу, сега тоа некоја традиција било порано лепи зелјани. Пуно пријатели, ја и пуно, да речемо, и имам снимано на мои пријатели и роднине, снимано како тој се сука, па сам им испраќала. Да. Сега те прашам, како ти е провојавал детство? Ти кажа почеток дека сте били на Сокак. Веќином од тоа време генерации су биле надвор, смешка, шала, дружба, забава, рекреација. Фактички, поголем дел од ден деца су го проведувале на ваздух и на дружење. Да. Обично да навикат не идесмо у школу, бемо на улицу. Сега на улицу јас знам од игре кои сме играле, кленза, војску со стопку смо се играле. Али, што беше карактеристично за женски деца у нашу малу, ми многу смо ручни работале. Ке седне смо на чергичиња покрај куќе, затоа што немаше возила. И ке веземо, карши нас имаше куќа висока на Филькови, на Марицу, национализирана и на Филькову. Она беше директорка на браќа Милодиновци, а муж беше на Крстен и Сирков. И у тој куќу седесва од администрација, од војни лица, се. И имаше една пава, имаше 3 керке, Дивна, Летка и Гордана, многу бава поес. И ке седнемо горе на чардак и ке земе смо да веземо и ке поемо, дањето кој. Навечер, обично навечер, немаше старосна граница. Навечер ке се собере смо пред некој куќу, столчиња, и после ке кажуе све анекдоте, догаѓаи у живот све, а помали ке седесмо и ке гледамо и ке слушамо. Така немаше, викам ви, немаше поделба ни по генерацијска, па да рече ви мали што траžите тој, ми ке дремемо, а они ке кажуе. Навечер исто ни беше многу интересно, на циганско сокаче ке застанесмо, сега е многу видоизменето. Да. На циганско сокаче ке застанесмо и ке гледамо како шетав на корзо. После доживе како гимназијалка и ја да шетам на тој корзо. Иначе, тај наша стара улица не е како СК што беше дом на културу. На Ќоше имаше книжарница, од десну страну книжарница, па до njega исто имаше книжарница мала, тоа што работеше еден. Па ту имаше една сликара, па пасаж за улаз у Зелен пазар. Прв Зелен пазар га памту беше куде стоковно куќо. С мој другачко Олдицу смо ишле, ту имаше канцеларија у едни бараке, Чичо беше директор на Текстил Промет и он кога ќе отиде смо дадени по некој ситницу. После га преселива пазар куде нас.
Од тамо, Пазар, тамо беше стара библиотека. Да. Па имаше една као пивница, па аптека, па имаше еден конјопој, па натаму имаше казанџија и така. А од другу страну, каде што е сега Вајкики, ту имаше музичка школа, беше у нашу улицу. Кај ќе идемо на каде Вајкики, ту седеше една учителка Зоиќ Мица, па после беше музичка школа, па неколку куќички, и ту имаше грнап. Грнап, и знам, кад купуесмо зејтин, немаше флаширан зејтин како сега, него имаше у буриња и со сорој ке ни мери, ке ни црпе и ке ни сипуе зејтин. До грнап имаше голема сала, и у тој салу Панче Пешево држуваше пробе, а пуно пати имаше и не изложба на овие уметнички слики, него изложба на фотографije, на фотографije од село, селски живот и од занаети и така. Мислам, беше интересно. Интересантно детство. Беше интересно. И ви сте веројатно мачкале лепи маси, сол, црвен. Тој би е омилена храна. Да ти кажу, ја враќам филмови, може предност наша што тој време села беа побогати. Кажувале су мои стари дека од град луѓе су ишле у село да работат како аргати за да може да има леп и со слеп. Може тие години, кад е било послератни доста голема немаштија, татко ми е бијал бати. Они работаја у село и знаеш, у село може не су имале пари да му дадев, ама су му давале у натуру. Млеко, јајце, сирења, он колјаше многу. Еден пут неделно или месечно, да речемо, еден пут, два пути минимум ке заколја смо јагни, Имаше ја еднога деду, ловџија беше, многу зајци смо еле. Тако и да не га памту период на глад. Памту период дека не смо имале многу што да облечемо. Не имало гардероба. Горе-доле сви толку има смо или нема смо, знам израду вас е 63 година кад ми купива еден капут, што да ти кажу. Мислам, мерак е било. Носи смо главно плетесвани джемперчиња, све. Немаше. Тој памту за гардероб. А дека некако смо биле гладни и не памту. Не гладни, дека многу се практикуваја леп маси, црвен сол да се... Леп, да. Ело се, па се колјасва свиње, па суше смо месо. У улицу немаше свака куќа, да речемо, пушницу, али по некоја куќа имаше пушницу и цела улица тамо пушеше. Имаше фурња каде што е зграда сега у нашу улицу, Јоско фурњаџија беше. Да. И главно свите активности, да речемо, се одбива се у фурњу, или па каде Христијан Карпуш доле имаше чешма, немаше водовод и канал немаше. Не. Канал почна да се прави, а кад беше 7 деление, значи негде 63 година. 63 немаше ни вода. И са ќе кажу, многу беше убав, ама беше едноставан, ама и мучан живот. Обавезно понеделник се переше. Ми носесмо воду или од тој чешмо куде Христијан Карпуш, или носесмо од чешма имаше куде комитет. Да. Куде комитет или од тамо носесмо. И жене понеделник цел дан переса. Кад беше големо прање на килими, на черге, све, обично се переше на кладенац или на реку идесмо. Кладенац беше негде, спортска сала немаше, тога Куманово га ја памту, да ви кажу, гимназија беше крај на град, тракторску станицу, горе Соколана, Пазар, Стара црква. Фактички ви сте професорке ту гравитирале према Карапмало, тако е? Карапмала, Чичо ми седеше у Карапмало, мислу. А ви не се водите као Карапмало? Не, Циганска ми. Циганска мала е позната како Циганска мала, макар да претежно беше у овој дел на улицу, и у друг дел имаше. Имаше ромски семејства, ама претежно пуно имаше. Еве слика, ова е ваша сестра. Да, сестра ми. Она живи се у Канада. У Канаду и у Торонто, цела фамилија се иселени. Да. Он е бил учителка, да кажем. Учителка е била, има педагоги завршена и учителка. И да ви кажу само још овој, мислам, многу е големо, интересно било, немаше вода, у градско купатило се бања смо, а с мајко ми и бабу ми сам ишла и у Амам. Амам беше Карши џамија. Да. Тој га памту.
Пошто ga pamtiš, мам? A mam ga pamtu interesno, mene kako dete mnogo mi bilo interesno, mislo žene, imaš ribaška žena, ide sva baška muž i mnogo mi bilo sam ambijent interesan, a mam. Tako i da. Evo, ova slika od... Ovo je od Cigansku malu, ovo je bratučetka mi tu i bila kućerci, nemаше големи kuće. Мисло... Тега происторика имала многу малку аута. Скоро Ич? Ja mislila дека, ja tako se sećam, može i da grešu, дека prvo авто ga nekoj fićo dobigam od šan nekoju nagradnu igru. Ja to ga pamtim. Inače u našu ulicu nemaš auto da projde. Da. Evo je ova slika. Isto. Eve, ovako imaše samari s drva. Tatko mi odlično zboreše da ga spomnu, pa turski. Zanat učije koji je Turčina, ali zboreše i albanski. I albanski zboreše i ja sam ga prašuvala, otkud je potreba pa da naučiš i albanski. Vika, dovađa se, vika, Albanci i ne znaje se uopšte da komunicirav. Ali to je poznavanje na albanski jezik kako konduktora mu je spasilo život. Dogovarala se nekoja grupa na Albanci, vika, kad će se simnemo od stanicu, vika, ke ga udrimo po glavu i ke mu uzememo torbu sa spare. I on im prozbori albanski, on vika, lele, ne smo znali deka si ti naš. Evo je pišuje vtori kisela voda. Kisela voda. To im je taj najdobra drugarka Olgica od ulicu. Inače, kerka na Kiru Adžija, majka Utana se vikaše. Mislim, mnogo fino semejstvo, ima svoj golem dvori koji njima se dosta igra smo i druže smo, odade se u Skopje. Evo se ga ovo je. Evo, ovo je semena fotografija. Tatko mi je 5 deca bile, 2 brata i 3 sestre. Tetka mi jedna je odadena bila u Prilep, a druga ta sestra u Veles. Ama letoska cijelo semejstvo se sobiraše i to su, mislim, svite sa bračni drugari i sa deca. Ovo je na kiselu vodu dek? Ne, u dvor koji je tetko mi. Tetka mi na Goričku ulicu sedeše, imaše ogroman dvor i cijela familija obavezno, tradicionalno se sobira smo koje njuma. Mnogo beva silne semejni vrske, mislu, i komšijski, drugarski, mnogo. I dovođanje i posete. Da. Ovo su delo od unuci na dedat Petreta. Mislim, imam bratučetke, tu je i od Ohrid, od Prilep i od Veles. Evo se, ovo je vaša udarna slika familijarna. Ovo je naša familija, ovo je sestra mi, to sam ja, tatko mi, majka mi i brat mi. Brat mi služuje mornaricu i kad dojde ga na osustvo, slikamo se za spomen. Inače, pokojene sam. Kako se vika sestra i brat i ko se vika? Sestra mi se vika Olivera, brat mi se vikaše Sreten. Sreten. Evo nova slika uvova. Ovo je prispraćaj, obično praznik za celo Kumanovo, beše ispraćanje u vojsku. To je bio doživljaj za svakoga. Doživljaj, da. Pa se poje, pa se igra, pa se tepa, pa svašta i malo. I tako je, da. Evo. Da, ova je jedna od tije, inače imamo od ispraćanja svi bratućedi slike. To je kad se išto porano u vojsku je bio fešta. Uzbuđenje golemo. Da. I mnogo emotivni bemoj prema vojnici, kako braća gi gleda se. Ovo je 25. maj 65. u Kuršumlija. Ovo je kako člen na hor, ke ga spomnu mojega profesora Đoku Simonovskoga, beše golem entuzijasta, imaše hor, imaše orkestar i obavezno imaše poseta na nekoj grad. Ovo je poseta na orkestar i hor u Kuršumliju. Ne pamtu koja škola beše, ama semejstvo na majku mi već beše iseljeno u Kuršumliju, tako da i poseti ga i semejstvo toga. Đoko Simonovski bio mnogo poznat pedagog, izvanredan rabotnik i što da ti kažem. Da, na mnogo generacije izučio na polje na muziku. Evo, ovo je od učilište Novozarevska Slavica. Ovo je slika sa moje drugarke. Posle zemljotres, 63. godinu, delo od, pa glavno semejstva, valjda što poteknuje od Kumanovo, beba dojedni u Kumanovo, i ovo su moji školske drugarke od Skopje. Ovo je Perčinkovska Biljana, inače posle beše profesor na elektrofakultet. Ovo je Mirjana, ovo je Pavlina, ovo je sam ja, a ovo je dole
Olgica Peševska, tatko беше у тој градско купатило славно, што го спомнуваме стално. Градско купатило е било препознатливо, тоа е било Карши пионерски на место на да. пионерски дом беше, да. И таму се луѓе ишле од наш град, не е имало друго. Па не е имало или дома у Корито. У Корито. Јас скоро читам Доли Партон, 8 години, први пат се избањала у купатило. Викам, да го кажам и овде кога се први пат у купатило, затоа што не си имаја вода, не си имаја. Не имало. Кад се уведе вода и кад се уведе канал, нормално свака куќа направи купатило, ама да така не. Интересантно, тој купатило кога се бањале на време, на штоперица е било све. Да, па не можеш да одмериш време, па ќе се насапуњаш, он го затвори воду, па Киро пуштај воду и такое тоа е било. Да, тој купатило више не постои. Ово се дел од прославе у Циганско Сокаче. Да. Кад се биле у тие времиња. Ово е у двор на комшију што седеше карши нас, тоа е баба Лемша. Мислам, извънредно ромско семејство. Имаше 3 сина, Донко, Малиќ беше и Ашим. Па ги добро и памто, да ти кажу право. И свите смо со смерак чекале да дојде дан кога ќе правим некој свадбу. Свадбу или кога ќе правим сунет. Па, мислам, тоа е била општа веселба. Па ќе играмо, па ќе поемо. И од 20 смо чекале, а ово е веселба куде што се поканувала цела мала. Без разлика што ромска прослава. И мало е плех, музика, забава. Како не. Да, тоа е било доживље. Да, циганска. Ово е слика исто многу интересантна, кога сте училе у основну школу. Ово е... На час по физичко образование. Да, иначе професор ми беше професор Дајле, познат Дајле. Иначе не само што работеше за време на час, мисла активна настава, не да стоиш и муаве да правиш. Тоа е била активна настава сви 45 минута и свите сме учествувале. Имаше и доста воншколски активности. Ја беше у гимнастичку секција и беше едно време гимнастичар, дури не водија како гимнастичар у Гостивар, памту. После повреди колено и моја кариера како гимнастичар заврши се. А да кажемо кој се влека на слику пред? Само да виду, да најду. Еве кој. Ово е Олгица, ово е Сунчица, ово е Радица, ово е Драгица, ово е Снежана, ово сам ја. Тако да, тоа е, отприлike. Значи, ви сте вежбале и гимнастику, туја у школу, у Соколану не сте? Не у Соколану, у школу. Добро. Фотографија кад сте биле у основна школа? Да. Овдека е учителка Добрила, покасно Јук. Извънредна учителка, многу сме го сакале. И ја знам... Што ве највише учила на кој? Знаеш, за разлику од сега или покасно, појма немам, так учители не те учат само да научиш да пишуеш, да математику да збираш све, едноставно имаше повише воспитан карактер. Многу е битно у живот, можеш да бидеш све и сва. Можеш да имаш свакакви функции, ама ако не си човек, немаш ништо. Едноставно не учества како да се понашамо, како да почитуваме повозрасни. Беше добра душа и не учеше нас, мисло, едноставно да бидеме добри људи. Може да кажеш некој овдека на слика? Еве ќе кажу, ово е Зоран Кипријановски, ово е Сунчица, ово е Мира, ово е Радица Челичка, ово е Олгица Пешевска, ово е Наде. Ово е дете кое беше сместено у дом на сираци. Иначе Христијан Карпуш школа, порано беше, за моје детство, беше дом за деца без родители, а имаше еден кувар Ставре, многу ги чуваше, а и нас од улицу ми школски двор беше голем, тамо двор на дом беше голем, и главно и тамо игра смо и свите не гледаше ко своји деца. Еве гледам интересантно на сви слики кои ги донасови други соговорници, пуно деца имало у клас, еви ви сте биле пуно деца. Бројни паралелки, да, бројни паралелки. Еве друга слика кај сте малку попораснати. Ово е веќе од 7 или 8 оделение, класа ми беше Вујадин. Што продаваше он? Македонски јазик. Македонски јазик, за среќу имала сам
profesorku Nadeždu, pred njega makedonski jezik, a i Vujadin. I nekako ljubav kon knjigu poteknuje od tija danovi. Ja i dan danaske ne možda se odelu od knjigu, a doma imam nad 700 knjige. Mislim, imam toliko bogatu biblioteku doma imamo na knjige. Ja I čitate, da? Mnogo čitam. Може да ни кажеш некој на слика од овие твои другари од школу? Pa evo go pokojna Jagoda, Blagica, Sunčica, Slavica, Radica. Kako se vikаше забравих? Kitan беше. Otprilike ti. Puno drugi, da. Da. Ovo zborimo, ovo je škola Krste Misirkov. Ja sam bila učenik u Krste Misirkov, da. Evo još jedna slika od školski dani. Ovo je isto slika s mojega profesora po fiziku. Inače Trajan Cvetanov, mnogo počituvan profesor. I tu smo jedna grupa na učenici sa s njega slikani za vreme na odmor. Da. Njegi znaš koji su vi? Pa ovdje pa su evo taj Mirjana, evo pa Pavlina, evo Biljana, evo pa Sunčica, evo Olgica, evo Snežana, evo Dragica, tako ovaj беше Vladanka ovdека. Dobro. Сега, profesor, kad vi završujete osnovnu školu, idete, zapišujete se u srednju U gimnaziju Goce Delčev se zapisuje prirodno-matematički smer. Taj period isto je možda interesan period. Koji са били така професори, да ги спомнемо па овој прилику? Така е Кукац бие сигурно. Мене не ми предавае Кукац. Чевла. Беше ми Чевла класану. Прво година беше Младен Младенов, тој беше професор по математику од Босилеград. После некои проблеми со здравје и од Куманово се исели. После тој едну годину беше Чевла класан, Воја, а четврту годину класан им беше Ѓорѓе Насковски Штерч. Иначе има смо извонредни професори. Професорка по француски им беше Бранка, македонски јазик Благој Игњатовски, биологiju Славе ми предаваше. Кои се ти биле? Благој Игњатовски, ја знам, пошто евоцирамо спомени за детство и улицу, прва писмена работа у прву годину гимназiju беше Мојата улица. И ја ga опишувам моја улицу со свите тие догодовштини све. И он ме пофали како најдобра писмена работа направена до сега. Мислам тој. Иначе, Доцка ми беше по географiju, Милка по исторiju, нацртну геометрiju Владо ми предаваше. Физичко? Физичко Маре ми предаваше. Маре на Митета Гомана. На Митета, да, супруга. Анастасовска. Маре. Иначе, Маре не држеше сама часови у гимназiju. Обично држесмо по неколку паралелки, тако да и овие други професори, и Гоце, и Аврамовски, и они су, мислам, биле присутни. Општиот дел су го водиле некои од нима, а после неделе сме по групи и работе сме индивидуално. А може да ни кажеш кои су биле с тебе у клуб у гимназија кога сте училе тој период, еве некои генерации, од твоја генерација да ги кажемо луѓи? Моја генерација У гимназија. Имаше Елица Рашиć, она технологiju и у ФЗЦ работеше. Моја генерација Снежана беше. Моја генерација ке ga спомну душе оно што е у Германија. Ајде да се сету кои све седе во клупу с мене. Колко сте биле отприлike? 30 сте биле сигурно у клас? Бројни паралелки бема, да. И треќу годину, памет ми у гимназiju, обично се иде низ Југославiju. Тој на тие чувени екскурзии, на тие чувени екскурзije. Ја беше у четврто 1, супруг мој беше у четврто 2 и на четврто 2 беше Славе класан. И он организира негов клас, го одведе с автобус. А ми свите идесмо 15 дана с возови, с бродови, с свашта. Ајде да објаснимо на овие млади генерација професорки, таа екскурзија е било неверојатно доживљај, узбуđење, радост за средњошколца во тоа време.
Pođe se od Kumanovo, pa ide se prema Srbiju, pa gore. Cela Cijela Jugoslavija, Jugoslavija do se pođe. Polugore, pa na Hvar. Mi smo išli sa Zbrot na Hvar, idemo, pa Dubrovnik, pa Split, pa Postojinsku jamu, pa mislim cela Jugoslavija. Nas nije bilo interesno i od jedan drug aspekt, zato što знаеш, сега деца много su videle, много su prošetale. Mi toga, mnogo od nas prvi put smo videli i more, i jezero, i toliki golemi gradovi. Mislim, prvi put smo se suočili sa nekoj drugu bavinu. Mi smo imali ovdje kao ubavo nije bilo, a ne smo znali za neko drugo ubavo. Tako da, na istine, tu je se gledalo prijateljstvo, kako vika, dlak put se poznava po dobroga konja, neli, a kako vika, mi na to ги odreduje dobri prijatelji. Srce kažuje ti ga srce na prijatelji. Tako da drugarstvo je bilo, kad će zastane smo na stanicu negde železničku, pa ke igramo, pa ke poemo, imaš jedan niški gitaru, imaš, pa ke zeme gitaru, pa ke sviri, mi ke poemo, ke igramo. Tako da tak ne se gledaše ko od koju paralelku je. Mislim, jedan mnogo... Jednostavno, mirno vrijeme, ubavo, raspoloženje je bilo mnogo ubavo. Беше, u nekoj drug svet žive smo, ja znam, Filozofski Slobodan беше moj školski, generacija ne беше u moj klas, ali sakaše poeziju. To je beva godine kad tvore smo, kad saka smo da napišemo, pa pišuješ poeziju, pišujemo, pa gi čitamo na odmori, pa se kritikujemo, pa mislu, interesno vreme. Sada ja, znaš, od ovaj aspekt kad gledam, može poviše nostalgija za nekoju mladost, za nekoje minato vreme, ama беше na drug način beva organizirani svi naši aktivnosti, i školski i vonškolski. Da, faktički mlađi su bile poviše angažirani na работе koji su bile u doprinosu s prirodom, sakam da kažem. Da. Ali to je vreme. Сега, kako si neškolka, ti si vjerovatno iskačala na Kumanovsko korzo. Da. Kumanovsko korzo je bilo prepoznatljivo. Prepoznatljivo. I prvi simpatije, normalno, su to je Kumanovsko korzo. Kako je bilo na Kumanovsko korzo, kad je skočio sa drugačke, jedni kažuje muškarci na levu stranu, devojčije na desnu i obratno, ali uvek je malo razviđenost. Da, pa ideš se u dve nasoke, kad pojdemo tamo od Korzo, Slatkarnicu, dole do Ekspres, sada mu je to i koja banka kad dojde. To Turska banka. Da, pa nazad ke vrtimo i tako je vrtimo. I ako se desi da vidiš nekoga što ti se dopada ili ti na njega mu se dopadaš i moliš ga drugačke, ajde da zavrtimo još jedan krug, ajde da završimo. Makar da nas tako nekako ima smo ograničeno iskačanje. Ja znam i kako student, mi u 10 sat moramo da bidemo doma. Osvem tija, da rečemo, šetanja na korzo, imaše igranke. Pamtugi igranke u gimnaziju, imaše Olgica Antepskoja beše dojdena tuja, 1200 karte se beva prodale. Igranke tuja, igranke u Sokolanu, isto kako gimnazijalci. Igranke imaše i u Domna Jana, Maja Odžaklijevska dovedja. Moj suprug Milisa sa Strajka Tasevskoga, sa Zelenaša, Vanju Krstevskoga, sa Žiketa Krstevskoga, što beše u obrazovanije, a beva sastav 3+2 i organizira sve igranke svugde. Dovedeva go Maja Odžaklijevsku, Domna Jana. Imaše brucoški večer, imaše studentski večer, imaše ferijalni večer, imaše mnogo aktivnosti koje što možeš masovno da se družimo. Sada gledam deka tije kontakti na mladi ljudi su ograničeni na jedni odredeni kafići, na jedni odredeni prostori kude što je mnogo mal broj na ljudi, kude što kontakti su mnogo siromašni, da rečemo. Tako da ja ne od drugi aspekt, jedino od te aspekt nekako gi žalu mladi ljudi što nema možnosti da sretne poviše ljudi. Sa različni interesi, sa interesi koji oni gi deli. Tako da, ali to je normalno, cena na svite tije promjene. Nešto nosi dobro, nešto nosi lošo, tako da to je to. Da, i fizička aktivnost je prosto mnogo postala, za žal. Da. To je
што вика Кумановци, забринјавајуќе више. Pa i deformiteti, Da, eto, čak će da kažu. Cena se plaća svakako. Неверојатна работа, кажuje ми професор, неću да ga именую, вика, доваја деца на час по физичко, вика, 7 оделение 80-90 кила, што е ненормална работа, a u naše vreme svi su bile šlank, što vika. Nemaše debeli ljudi. Ja da recimo, nemaše debeli ljudi. Nemaše. A сега i loša ishrana, čipsovi. To se duži na navike. I nedviženje, Nedviženjama i ja sam hemičar i obično se smeju kad će se sretnemo s nekoj. Vikam, mi hemičari ki umremo za jedenje, od jedenja nema. Zato što konzervirano u našu kuću ne. Paštete, pljeskavice. Paštete sami pravimo, sama pravu puter, sama pravimo mleko, sama pravu kaškaval, suprug, pčele, domašan med, sve što možemo gledamo, makar da i to je relativno zdravo, zato što zagadene, vazduh, zagadene su vode, počva je zagadena, tako da, ali od to što možeš i koliko možeš, gledaš da jednostavno ga izvadiš najdobro. Da, svako sabalje, što ga ostali ljudi, dan počinjete sa smet. Da. Svi tako je praktikuje, pošto vi si imate vaš pčelarnik, suprug. Čaj, med, propolis, limonj, posle matičan mlečak. Svak po sopstven izbor, da. A inače, sa godine, moj muž od 70 i nekoju godinu se zanimava s pčelarstvo. Nemamo mnogo golem broj na pčelni semejstva, a njega ga poviše interesira naučni oddel, i dosta istražuje i drži predavanja za pčelari i pčelarski združenja. Сега, kad smo već kod vašega supruga, mi će pokažemo prvo sliku kad ste se venčale, ali kako je binalo da se ti suprug zapoznajete i posle to da prerasne u ljubov i da se zemete i da imate 3 prekrasni deca. Da li je to bilo slučajno? Neko je vikao Kumanovci, ja sam ga gledala i gledaje 2 godine, pa sam čekaja priliku, neko je vikao ovako je, neko je vikao onako je. Pa dobro, ja i muž generacija smo i mi učili smo klas do klasu. U prvu godinu on učeše u rusku paralelku, taj beše jedna ruska paralelka, mi se čini beše prvo 7. Ja francuski učeše u gimnaziju. Pa imalo je nekoja simpatija i prvi put mi pojdemo u 2. godinu gimnaziju. Ali vrskani traja mnogo kratko, mnogo kratko. I posle 1. godinu na fakultet kad se zapišamo, vidimo da je taj bila dobra kao vrska, pokuša, imaše inicijativa od njegovu stranu, ja go prihvati i vikam, ajde da vidimo da li je ostanalo, neko je hemija otporana, tako da posle ima smo vrsku blagu 5 godina, nerazdelni i hvala na Boga i dan danas, tako je. Da. Tako je, da. Pa upravo sad mi pokažemo sliku, vaše venčanje. Naše venčanje, To je kude je bila svadba? Mi pravimo svadbu u internat, pravismo. U tehničku školu, što se? Da, tehničku školu. Inače, ovo je venčanje na 1. avgust 75. godinu. Pokasno se venčamo od svadbu, u juni beše svadba, beše mnogo toplo i se složiva sve krvom i sve vika da ne maltretiramo narod da sedi venčanje na tu vrućinu, sve vika. Pokasno ke se venčamo, pokasno, dobro, ne preče se to. I Arnom, naš kum od Skopje, od Idici, otide na služben put u Damas, tamo prsnamo nekoj čir i dok on sve se oporavi i duri u avgust smo se venčali. Evo, na ovoj svečan čin da ne kažeš koji su ovdeka ljudi na sliku. Ovdeka je moje semejstvo, ovo je moj dever, ovo je moj etara. Dever mi je inače Stankovski Jovica Pokojan, da ga spomnu za ubalo. Da, čuven arheolog, zaljubljenik u arheologiju. Ovo je sestra mi, ovo je Zelva mi. Zelva mi inače u Skopje živi, prekrasni deca ima. Ovo je sve krv mi, to je kuma, to je zet, ovo je tatko mi, majka mi, svekor mi. Ovo je strašeni beše starejko na Stavreta po matematiku sin. To je kum, evo ga Stavre je tu isto. Čuveni Stavre profesor. Da, evo ga tu je Stavre.
Тоа е. Добро, па тега од тој време просто ќе се правило, кажи овие постари, у интернат так не имало други кафане и тоа е како е било. Добро, Девер ми правива у Дом на Арама, а очигледно и простор, ограничен простор беше за такви активности, тако и да... Ово е иста свеченост? Ово е исто тој на, мисло... 75-то е. Да, 75-то на свадба, да. Убави моменти. И тоа е од свадба. Ево дека насмејани. Ми бемо против оној класично сликање на свадбу и урами слику сад. Још како студенти со мужа ми, мисло, он имаше стипендију, ја имаше студентски кредит и бемо од тој време многу штедливи. Он свираше на игранки, збира смо по некој динар и купимо камеру. И свите наши после активности су снимени на камеру, слике помалку имам. Тако и да... Еве да покажеме овие слики од Тој тој бева период. Еве овој се ваши дечиња. Да, ово е моје синче. А куде е свекр ми, свекрва ми, куде го загубимо тој слику. Тоа е татко ми, мајка ми и моје синче и ја туја сум. Ово е на киселу воду, Трајче по математику, професор, негова супруга, ја и муж ми, ово е мајка на Трајчета. Иначе, би сакала да го најдам слику на свекра ми и свекрва ми, извънредни. Ево и прилику треба да испомнеме твои свекари и свекрву за кои ти имаш најпохвални зборови. Да. Имам среќа да бидам нов член на прекрасно семејство. Ова е мојата свекрва и свекар, прекрасни луѓе. Што се работале они? Свекар ми беше директор на Шумско, иначе 16-ти шумарски инженер у Југославију, врван интелектуалец, свекар ми беше службеник у банку. Ама, мислу, извънредни луѓе кои прекрасно си ги воспитале собствени деца. Njeni деца не су знале за деградацију, за подценување, за класифицирање на луѓе, тако и да... Тоа е. Еве сега, драга слика. Да, семејство Станковски. Мора прво ке ним да ги спомнува, ке ни се налјути, ако не. Ово сам ја, еве, кажи ги си поред. Еве, ја, супруг, ово е Милена, Елена и Бранко. Иначе син ga носи име на свекра ми. Они се што работи од деца? Па, син е електроинженер IT, работи ко програмер. Елена е наследник на мајка, она е хемичар, магистира по хемију. Милена е лингвиста, она магистира англиски и италијански, конференциско толкување, преведување. Иначе... Сви живи во Куманово. Сви живи во Куманово. Она е иначе дизајнер и изработувач на накит од сребро. Има занат завршено 6 месеца у Скопје и извареден рукотворец. Од нима? Од нима исто, да, помали кад су биле, ево нека. Иначе, пуно пут ќе ми каже Керка, мамо, кај ќе дојдеше, прашуевме дали се тепамо ми дома, деца. Обично у семејства, деца меѓу себе се тепат. Ја не знам, мои деца еден пуда да се скарали или степали. Мислу, без разлика на годински, разлики у године, мислу, извънредно су и се играле, или постари су ги играли. Мало е хармонија у семејство. Апсолутно. Да. И сега просто ќе да се вратиме на овие фотографии кои се исто битни и треба да ги прикажеме на Кумановци. Ово се твои фотографии од млади дани. Ово е од студентски, овдека е супруг, ту е зелва ми, ту е на етарво ми брат, Блашко, а овдека е Ненад, тој е на мојега мужа, братучет од Панчева. Ево го спомнам Костуница, горе дигнати руке. Ово е су мои неразделни другарки од гимназија. Ово е горе Снежа, за Славјанку кажа. Славјанка се одаде у Бор, а Снежа се, она архитектуру заврши, одаде се у Црну Гору, у Иванград. Контактирате ли се с нима? Много често. С Славјанку саквише не покојна ми е другарка. Иначе до ден кад да почине, преко месенџер се слуша смо
Sa Снежану исто у Беране, сак се вика Иван град Беране, исто постојано. Кај ќе дојде се Славјанка, свако лето доваѓаше и постојано, мислам, беам у контакт, тако и да. Еве, овој кад сте биле Овој кад смо били на на киселу воду, да. Да. Ја и супруг, мислам, излети бева с другари, друштво, а негови другари, најблиски бева Мирисав Стојановски, колега хемичар, Трајко Тасевски по математику. Професор Трајко, да. Мене Драгица, па ми е била негова супруга, школска другарка од прво оделение. Тако и да. Ево и ова слика убава. Памтуга тај период на голему среќу. Постојано бемо насмејани, све нешто се смеесмо, све нешто кажуе. Може би возраст, може би околности. Мене ме загрижуе да у последно време ја многу малко и ретко гледам луѓе насмејани. Да, тој е фрапантен податак. Порано, не знам, нема смо многу, ама не ништо фалеш, едноставно среќен си со тој што го имаш, Да. не жалиш за тој што го немаш, трудиш се да оствариш нешто повише, да створиш нешто повише, ама задоволни бемо со животи што ги има сме. Ево ова слика пресуке. Ово е исто ми три другарке, Снежа, Да. Славјанка и ја, у Црногору и у Србија што ме Ово е отиде. 67-му, Цаце Среќко. Ово е кад не води Чале у Целје, ово е слика од Целје, кад не води на надпревар с хорови и наш хор од гимназија освои второ место у Југославија. Браво. Тоа е слика од тај. Ајде имаме до слику и од кафану. У тој време кад се млади генерации иште у кафане, па да се врату на ваш мобет, насмејано, расположено, чаша вино, чаша пиво и добар муабет. Да. Ово е у Кристал, на новогодишну прославу, мисло. Ово е Стојановски Милисав, ово е за жал покојна негова жена. Ово е Миле, ово е исто за жал данче покојна докторка. Ово е Драгица, ово е Тасевски Трајко, негова супруга, ово е Среќко, ово е сам ја. Професор Трајка не се го видеа одамна, он шеташе порано сек. Сек помалка. Не се го видеа, кад се видимо, направимо муабет. Еве од плоштад слика. Ово е слика од плоштад и тоа е што ви кажував баш од страну каде што беше библиотека, пивница каде што беше аптека и тој мислам каде што е сак дом на култура. Дом на култура, Дом на култура, да. Еве гледамо и тега. Ово е снег. Снег, Зимски да, период. имаше снег. Кажемо на почеток дека имало многу снег. Ово е како студенти, Мандо Ивановски, ово е Зоран покојан и Мандо и Зоран Георгиевски, директор бивши на Водова. Ово сме ја и Среќко. Иначе, кумановско другарување е познато и ми седесме у студентски дом. Јас седеше на 14 спрат, они седесва на 4 спрат. Али навечер се собираше друштво и кумановци од други студентски домови кои седесва приватно, ке се собересва и тоа е било Може да си направите муабет, смешке, убаво време. мислам смешке, дружење, едноставно природно социјализација. Да. Сега отуѓување на семејство, отуѓување на сви поединци. Дури ја гледаш, ќе отидемо некад, седнемо у кафану и све, и гледаш луѓе седи у кафану и свак држи мобилен телефон. Да. Мислам, И коментираш тоа на мобила некој напишае и куде е бие. не ми е јасно, мислам, нема контакт, нема социјализација, отуѓување, тотално отуѓување. Еве ова многу ми е интересна слика. Исто три другарке неразделни. За руку. У сви могуći времења и позиcije и постојано смо после школу, мислам, постојано смо биле заедно. Добро, ова е друго време. Се кажете ми кад ви запишувате после гимназију факултет. Запишуј се на Завршувате га факултет и прво радно место куде ви било? прво работно место ми беше у Pero Nakov. Ја заврши применато хемија, инженер, и тога како професор не можеше да се работи, 75 година дипломира. Да. И се вработи у Pero Nakov школу.
Pero onako izvanredni spomeni od taj period imam. Ja mnogo mlada deca nema svoje afiniteti mnogo kon školu, ama ima se ogromnu počet kon pretpostavena, kon profesora. Tako i da tu je Sašo Ajde da bokser. prekažemo tu generaciju kad ste vi bile. Koju godinu kaže da ste profesorke? Ovo je 76. godinu. 76. godinu. Sašo, ovo je bokser Sašo Dimitrijevski. bokser, Dimi pokojan, mogu da te Dimitrijevski, prosti, da. Dimitrijevski. Ovo je Živko po fizičko, ovo je Dragoljub kolega. Ubavi godine, ama nekako kako profesor, mene mi faleše ambicije, a i kao profesor sakaše da napreduju, da se nadgraduju. Zato što nemaše rešenje, dogovorno rabotеше, ja se zapiša na fakultet povtorno i toga ne možeš da predavaš ako nemaš pedagošku nastavu. Imaše diferencijalno 5 ispita i za žal rabota novu diplomsku rabotu, a kako hemičar ja rabota 6 meseca u laboratoriju diplomsku rabotu. Ali takvi bea procedure, moraše i diplomska rabota. Taj mi beše teoretska, diplomira i 77. godinu i 79. godinu se zaposlio u gimnaziju. Da li беше той u gimnaziju na Biknave nekoj ili imаше Имаше конкурс. Јас си конкурира регуларно. Пред мене имаше една моја колешка предавач, али она немаше наставен смер. Наставен смер имаше ја и мене ме вработива. И од тога у гимназiju сам до 2002 годину. Најубави моменти и у кариеру ги доживеа у тој средину. Мисло и с колеге. Да, kada jeste u gimnaziju, кој беше директор? Владо Филиповски беше директор. Владо Филиповски беше директор и од оној што го имам ја некој статистику, он беше 20 години директор. И некако, кад си толку длго време, односи се менјав. Стануеш попопустлив, супруга му работеше у гимназiju, не е битно. Милка ли му беше супруга? Милка му. Да. Дојде некако до пореметување на тие односи меѓу вработени. И 87. годину по предлог на државен правобранител уведуе времени мерки у гимназiju. Укинуе се самоуправување, уведуе времени мерки, а ја на радио дознавам дека сам именувана за времен управник. Гимназија беше у едно очајно состојбо, прозори не се затварасва, врата не се затварасва. За среќу, многу слух има од Министерство за образование тога. А Саво Климовски беше и одобрива средства. Ханџиски беше, професор Ханџиски беше председател на Републичко заедница за насочено образование. У општину исто имаше расположени за помош и одобривани средства и дојде до остваримо целосно реновирање на гимназија. Има смо многу активности тога. Почна весник, спореден влест. Има смо наградни конкурси, памту како сега Албанче победи, поставимо едну драмску поставу, има смо у Дом на културу. За дрогу се работеше, делесва плика на посетители и да не отвари, каже им не го отвара, а отворесва га плико и туи пишуе и тебе тоа може да ти се случи. Значи, ако си љубопитан. Мислам, многу. Прославу на патронен празник и за први пут почна традицiju. Svi вработени поранешни од гимназiju, пензионирани, ги повика на прославу на патронен празник. Так дојде поранешна директорка Поцева, Протиć беше градоначалник. Мислам, цел град беше присутен, а и сви оние кои беа на некој начин поврзани с гимназија. Ево да ги покажемо слики од гимназiju, пошто тоа ви бија најбав работен век и едини. Ке ги прочештеме овие слики. Ово е период кад сам, организирала прославу на патронен празник. Кој се овдека на слику, професор? Ово е професорка Душица, ово е професорка Мира, ово е Љубиша, ученик ми е бија иначе на Лидију по македонски, сопруг покојан, Бог да прости, скоро дозна дека
Тако и да... Да. Ти си много генерација, што викав, Кумановци извела на пут со твој педагошки приступ и еве некои ученици. Ово е една од генерацијски средбе кои су ми увек многу драги, заради тоа што си ги сретно мои поранешни ученици. Знаете, ја сак сам у пензију и обично викам пензионер нема употребна вредност, нели? Обично сак е време на интерес, па некако и се дружимо, пријатели, за роднина ги земамо луѓе од кои некако може да имамо корист. Пензионер не е у ситуација Сега да ја прашам, кога искочите у Чарчу и некој ве види вас ученик и ви не го приметите или не е битно, овие поздрави, тој на вас и многу значи. Не само што јас сам одушевена од однос на мои поранешни ученици. Знаете, ја кој обично е важила, нели, Славица е строга, ама правична. И денес ќе ме сретне некој каже, професорке, без сте строга, ама многу правична. Да. Највише како ученик ме е болела неправда. Затоа што имаше поединци, професори наши кои прво ке проучества кој е чиво дете и некако тој ни падаше у очи. И моја клетва ли е била ја ургенцију од никога, дури да речеме на свекрам еден пат и брзо помош му викава, затоа што не прифати утре. Наша работа е јавна. Ми работиме со деца. Ти имаш 32 пара очи кои судиви, кои те гледави, кои те ценив. И можеш све да скриеш, ама од тие деца не можеш да скриеш. Тако да многу ми е битно, не мислење на град, не мислење на родители, мене ми е било битно мислење на тие деца пред кои стоиш. И затоа на тие деца мора да им дадеш личен пример. Знаете, све помалку има. Ти не можеш од дете да траиш редовност ако не си редован. Не можеш да траиш одговорност ако не си одговорен. Не можеш да траиш работа ако не работиш. Мислам, ако не го испуниш час како што треба, креативно да му покажеш. Јас сам имала ситуација, деца бега во други часови, на мој час дојде. Не сега дали се плашиле или не. Важно, овој викам, ја имаше една многу непријатна ситуација. Мој ученик треќу година останува полагање хемија. Давам му да влече прашања, не знае. Давам му други пut да влече прашања, не знае. Давам му трети пut прашања, не знае и скача се. Мора да го бутнеш, ти комисијски полага. И дете повтара, изгуби година, се префрли у земеделска школа. Време прошло, јас се качуј у градски автобус да иду на работа у гимназија. Држу се у автобус, погледна доле, тај мој ученик, неќу да го именуј. И мене ми дојде малку непријатно. Знаеш, тешко ти ипак околности како ќе се формираш, како ќе завршиш, многу су различни и не зависи само од однос на професор. И он кад ме погледна и кад трипна, професорке, седнете. Ама не, бе, викам, еве уште една станица, ќе стигну, викам, еве, брзо ќе се симну. Не, молим ве, седнете. Не. И јас седната, кој една станица, две, јас се симна. Доваѓам дома, кој ми тешко и на мужа ми викам, ваква случка имаш. Он викаше вакој, ако се осеќал неправдан, а е некултуран, ке те опцуе. Ако е културан, ке заврти главу, нема да те познае едноставно. Ама он видеја дека не си била ти крива, него он е бија крив. Да. И затоа тој такавон. И да ви кажу, сатисфакција ми е, кај ќе отиду у град, кај ќе дојде да ме прегрнуе ученици, нема потребу више од мене, нема. Кај ќе дојде да те прегрнуе, кај ќе се сеќава, кај ќе отиду негде да потражу у општину или било куде, некоju не услугу преко ред, никад не, али нешто увек ми се најдев мои ученици. Тако да тамо сам се нашла себе. Не сам студирала да биду професор, ама никад не сам зажалила што сам цел работен век, најголем дел од работен век провела како професор. Затоа што тоа е многу благодарно, многу хумано и за жал функцију и едукативно и тој го губи, ама воспитно скоро и да нема во образование. Да. Еве нова слика професорка. Исто и тоа од генерацијска средба на ученици. Многу пуно ќе се препознае на овие фотографии. Сигурно, многу ми е драго. Сега овдека професор Бизе ја го препознавам овдека. Да, професор Бизе, ја како директор, тој што трајно сакам да го видим, како директор имаше тој час да
da se održi republički nadprevar na tehniku i prirodne nauke u gimnaziju. I toga dojde, od Skopja dojdeva svite naši od katedru na hemiju, od katedru, ovo je Trajče Stafilov od katedru na hemiju, matematika, izvanredni spomeni. Ovo je isto od patronata, ovo je poranešna direktorka Podseba na gimnaziju, da. Ovo je njojan suprug Krcunov, deka smo ja i suprug. Da ga spomnimo i da ne ga zaboravimo direktora, prvi direktor među prvi je bio i Ljevkov. Bobro je bio. Bobro, poslije i Ljevkov ga ima. Bobrov je bio i Ljevkov je bio u gimnaziju, da, i Ljevkov je bio. I Podseva je bila, pa Rilović je bila, jednu godinu samo na vojno lice. I ona se iselila u Zagreb. Ovo je gradonačelnik Protić, ovo je Sefedin, profesor na pedagogiju, filozof beše, mislim, izvanredan čovek. I na patronat toga gi pokanija svite i poranešni vraboteni i poranešni penzioneri, tako da mi napraviva čast, mislim, i svite dojdeva u gimnaziju. Isto to je od proslavu. Ovdje je Dimče Starka. Da, Dimče Starka. Čuveni pedagog. Ovo je glumica, mislim, koju ima smo i prirodu, ne znam u koju ulogu je tu. Tako da ovo je profesorka Marga po germanski. Da, Marga u tehničku prodavaš. Tehničku, tako da, ovo je moj počituvan profesor akademik Bojan Šop-Trajanov i on me udostoji, mislim, dojde. Inače, imam interesni spomeni fizičku hemiju predavaše i koji će položiti kod njega. Završio fakultet. On beše mnogo strok, ali da kažu jednu slučku. Ja polagam koje njega i on nema polaganje kako sad polaganje 3 praštanja, pa znaješ ili ne znaješ. Tamo na hemiju kad sam studirala, ke počne od početak pa do kraj. Dojde, dade mi Šop-Trajanov praštanja, razmisluju, dojde ja zboru. 2-3 sata me drža i počela više ovdeka nervi prorabotava. I si vikam, ja sad on kad će dojde, ja se kisi skoču, ne može više da izdržu. I on dovađa, bravo Slavice, evo osumka, ja fala, zimam indeks, trču, u studenski dom i na muže mi zabavlja smo se toga još. I vikam, pogledni, položila sam ja hemiju kod Šop-Trajanoga, fizičku hemiju, otvaram indeks, ocena nema. Lele, od 2 pre noći trču sa bajli na fakultet. Nervoza, sekiracije. Trču na fakultet, a tamo pred njegov kabinet je Danal gužva. Mislim, studenti se naredile, čekam za polaganje. I on umeđu vreme iskače i me gleda tam. I se smeje, vika, Slavica, dojde po sumka. Beše mnogo strog, a mnogo interesna ličnost. Mislim, mi zborimo sa Kumanovski, on da ne čuje, on svak ima strašno da reagira. Ovo je prekrasan kolektiv od gimnaziju. Da. To su tvoje kolege. Ako može nekoga da spomnemo, ne mora svite. Evo ga Lidija, evo ga Iso, evo ga Mira po ruskoj, pokojna Verica, ovo je sekretarka, ovo je, kaži ga, Marge, ovo je Mira Maneva, ovo je Dobrila, ovo je Lidija Saga, pratenička, ovo je Lidija, psiholog, ovo je Blagica Kaleovska, ovo je Anka, ovo je Blagica po francuski, ovo je... Mi smo svi da neki kažu, na svi te se sećavam, i na imenja i na, mislim na sve, na svi se sećavam. Evo što Vujčiku prikažemo, ovo je generacijska sredba. Ja ovdje kada prepoznavam pokret sport Manteta košarkara. Da, ovo je naša generacijska sredba, ovo je Koparsova Rozalinda, ovo je Slavica arhitekt, ovo je pa moja Sneža, ovo je Lile Dedo, ovo je Dragica, ovo je Dak, ovo je Mira, ovo je Blagica po francuski, ovo je Lidija, ovo je Lile, ovo je Čuškarka, Slobodanka, Miroslava, to su Mirove Boce, ovo je Mile Stojmenovski, kude je? Mile Stojmenović. Da, Stojmenović, evo ga, Nebojša, ovo je Šute, ovo je Savo, ovo je Zoran Dedo, ovo je Rade, ovo je Lazo. Na svi te se sećava. Ubova generacija. Generacija. Сега, profesorke, mora
сат и 20 минута зборимо. Сега доваѓа моментот кога ти улазаш у политичке воде. Да. Ај само пред тој и овој слику да не го забравимо да го прокоментираме, ова е битно. Исто. Колектив. Исто, овдека колектив, ја млади професор, ја и Благица, Јованка исто, а овој су све стари професорке и наши професори, Милка, Доцка, Мира Манева, Душица, ово е Елеонора, ово е Станка, Крстиć, ово е Душица исто, тако да. Добро. Владаш у политичке воде, како се тој деси? Па и ја да ви кажу, некако има у живот нешто што е предодредено, нешто на што можеш да делуеш, на што не можеш да делуеш. Ја беше на семинар у Охрид. Кој година е било тој? Семинар у Охрид, тој беше 97 година. И беше член на СДСМ, ама по автоматизам. Од СК, мислам, од све. Активан и не толку активан. И имала некоја ситуација, после мисла да знам, ситуација у Скопје, биле каде председателя Бранка Црвенковскога, представници од Куманово, од СДСМ, и расправljало се до много касно, навечер. Сви претендирале за председателя и знаеш, като знаев кои су заинтересирани, наша кумановска работа, за сваког извадимо по некој прљав вешт и тамо почнали да се изнасам некој работа за овога, за онога, за ова. Ја не сам била у игру, апсолутно не. И на крај од куде и како, ја појма немам, и Бранко каже, а професорка Славица да биде председател на општинска организација на СДСМ, и оние биднале затечени, пошто за мене ништо не знаеле да спреми. И сложиле се сви да биду. Сега ја беше прва жена, била сам прва жена председател на општинска организација на СДСМ у Македонија. А едини председател изберен со акламација. Не гласале, пошто не сам имала лоби групе. У политику има и све и сва. Знаеш, понекад се улегне у политику неспреман, понекад се улегне тако и наивно. Не се, ја све што сам сакам поштено да си го одработу и мислу, работала сам. Ама ја клетву имам. Док сам ја била председател на СДСМ, 98 година сам била кандидат за пратеника. 2002 сам била кандидат за пратеник. Ја имам клетву дека на еднога роднину, на еднога комшију, на еднога ученика, на еднога колегу, на никога не сам кажала да гласа за мен. Кад сам ишла у кампању, ја обично да речемо по некои по-рурални средини, јас сам викала, ако не ме знаете, прашајте дали сам била професорка на некога или дали некако ме знае. Ако не заслужују, не мене, целу листу да го шкртнете. Кад ќе се соочиш после со оној стварност, видиш дека многу работе што можев да се направи, не се направи, тој дел исто. Тоа е кампања 98 година, Бранко Црвенковски, Радмила Шекеринска и така дали, и така дали. На едну конференција у Куманово со стопанственици беше Бранко Црвенковски, тој е новинарка Бајдерска. Да, она сега у Немачко живе, тој е наш вестник, тој е и градоначелник Протич. Да. И ти ви бидете пратени кој година? Ја пратеник 98 сам на пропорционалну листу, СДСМ катастрофално ги губи избори, за кои сам знала дека ќе ги изгуби, а 2002 година Бранко не дозволил други да ги прави листе, него по негов избор, тако и да 2002 прв колег на пратеник. Добро, ово е од Ѓукановиќ слика. Тој ко пратеник исто. Иначе... Ово е... Тоа е слика франкофонија. Франкофонија. Како професор у гимназију дојде лектор од Франција и сакаше да регрутира професори кои сакав да предава в билингвални паралелки. И пријавива се само 4 професори, професорка Штефица, Лидија Стак-Пратеничка, што е, Маргица и ја. И 2000 годину
Испраќавме на едукацiju u Франција, едно годину, две предавам у хемију на француски у билингвални паралелке. А 2000 година не испраќав у Францiju сви 4. Еве, ово е с принц од Монако. Да. Ја у тур беше испратена, наредну годину 2001 ме испратива у Париз у Сорбону. После беше на исто едукацiju у Север у Париз 9 дана. У Париз беше цел месец, исто у тур на Турен. Тоа е Туренска област. Еве го. Има многу слика и од тур и од све. Тоа е група која беше на едукацiju у тај Туренски институт. Тур се наваѓа на Лоару, иначе има 360 кусур замоци, измаредни замоци. Многу бог град. Многу бог град. И како франкофон, како некој кој познава француски, у парламент ме избрава за председатела на франкофонија. Да. И има среќу и задоволство како франкофон да ga vidu svet. Da ga vidu svet, zato što... Evo ga, ovaj slika će... Ovaj slika je interesna zato što ovdeka sam ja, ovdeka je komitet na direktori na žene na frankofoniju, na APF. Gdje je slikano ovo? Ovo je u Toronto slikano. Inače, ja sam prva žena od jugozapadna Evropu, člen na taj komitet na direktori. Bravo. Ovo je u Jersey. Jersey je mnogo interesan ostrov. To je ostrov na 20 km od Franciju, na 120 km od Englesku, a sve pripada na Englesku. Inače je francuski ostrov bija. Mnogo mističan ostrov. Tamo sam prvi put videla hram na masoni. Dobro. Tako da. Idete u penziju koje godine u profesorke? Ovdje samo sakam da ga spomnu našega maratonca. Ovo je nazove mi sin, Igor Dimovski, ima ga preplivano La Manche. Sakam da ga spomnu njega, ovdje je moje semejstvo, povazrasni deca i to. I treba da ga spomnemo, takvi ljudi su retki. Da. Prvak u poviše discipline u plivanje. Ja se penzioniram 2002. godinu. Moja karijera rabotna završuje kako zamenik direktor u Državnom zavodu za statistiku. Posle toj idu u penziju. I sada sam već od parlament u statistiku i u penziju. I ovo mi je jedan od najubavih periodi u život, zato što sve ono što sam čekala... Sat i 25 minuta, možda zborimo se s vas još sat vreme. Da, ima mnogo da se kaže. Puno rabote kažamo, ali puno negi kažamo, ali ето u interesno vreme. Da. Kažite mi, kako je provaja сега penzionerski danovi? Mnogo dinamično sa semejstvom, upraznuju gi svite tije rabote, što vi kaža, pravenje na sirenja, kajmaci, na puter. Mnogo čitam. Aktivan člen sam na biblioteku i na 10 dana ja po 3 knjige najmalko pročitam. Mnogo čitam, mnogo malko prosurfam, zaradi da vidu u tekst ono što... Gledate li televiziju? Mnogo retko. Može nekoj dnevnike pogledno. Gledam da bidu informirana, apsolutno. I sam informirana. Svega ima možnosti za to. Mnogo malko gledam televizor, čitam, rabotu, cveće odgleduju. Koje su supruga šetate po... Da. Kad će mi dozvoli vreme, svak dan smo i gledamo dobro da pešačimo. Aktivni smo fizički aktivni, da. Profesorke, на крај последно питање ви вас, кај ја прашам, сви ги прашуи нормално и вас. Една порука за млади генерација, кажамо, сексу малку повеќе на телефони, на компјутери, физичка активност нула, лоше деформитети се јавјав, тоа е алармантна ситуација. Една ваша лична порука, млад човек како да се изгради и физички и психички. Знаеш, ја обично викам, биди тоа што си. Добро е да бидеш тоа. Obično živimo u nekoj drug svet i oponašamo nekoga drugoga. Mnogo je bitno da najdemo zadovoljstvo u nekoj mali nešta. I da ne budemo razočarani ako nešto nemamo. Bidi zadovoljan s to što ga imaš. Da budeš vredan. Rabota uvek se isplati.
од собствено искуство може нематеријално, ама све оно што е уложено на некој начин се врати. Имав можности, ми не сме имале можности, телевизију смо, дори на 5-16 години телевизор смо купиле. Имав можности, ама можности за информирање и селектирање. Добро е да бидев и они информирани што све се дешава, ама све оно што ги гледав не е истина. Да. Мислам да не живи во некој лажан свет, у некој постојано па селфиња, мислам да живи во реален свет, да се соочив с реални проблеми и да ги решавав с многу љубов и многу работа. Професор Кефалови што беше гостинка, тој беше 150 јубилејна емисија за Куманово. Ја ве поздравljam од Куманово СПА и ви посекувам овој моменти с телевизија. Све најбоље.